Здраво, живо, почитувани гледачи, и добре дојдовте во новата емисија Супер Звезда. Дечки, добри ли сте? Да! Минатиот пат каде бевме гости заедно со вас? Театар за деца и младенци. Значи, минатиот пат го посетивме театарот за деца и младенци и го направивме првиот дел од нашето тамошно дружење. Денеска се враќаме повторно во театарот за деца и младенци, каде ќе имате можност да го видите вториот дел и ќе имате можност да ги видите сите оние работи кои не успеавме да ви ги покажеме во претходната емисија. Како поминавте минатиот пат? Супер! Беше ли убаво, лудо и незаборавно? Да! Се надевам дека денеска ќе имаме уште повозбудлива емисија, доколку сте подготвени дечиња, тргнуваме, договорено? Ајде, 3, 4, је! А вие, почитувани гледачи, останете со нас, ова ќе биде многу интересна и возбудлива емисија. Тргнуваме! Во денешното издание на емисијата Супер Звезда, денеска сме специјални и ексклузивни гости овдека во театарот за деца и младенци во Скопје, почитувани гледачи, наш денешен домаќин, како што кажав, и човек кој ни помогна да ја организираме оваа емисија, господин Предраг. Предраг, ти благодарам многу што денеска ни овозможи вака топло и срдечно да бидеме пречекани како и дома. Стално доаѓаат овде дечиња кај вас, нели? Да, добро ми беше чест и убаво што ете така се обидовте да направите емисија малку и зад онаа страна на сцената, не само ние артистите, него да видиме и некои други луѓе кои се доста заслужни и без кои ние не можеме да ги даваме нашите представи да се изведуваат. Дечари сте сите овде што видов вака поголем број од Па врвените? би требало, да, некој предуслов. За себе лично не можам да кажам дека сум толку, али со тек на години знаеш како се ние кога ќе излеземе на сцена веќе знаеме дали се мирни деца или не се мирни. Тоа е веќе некој искуство и некој занает. Така да знаеме на некој фин начин, на некој наш начин и да ги смириме и да ги насмееме, да ги расположиме. Тоа е нешто што се стекнува со години, така да точно знам кога ќе пред да излезам на сцена, ако сум зад сцена, зад завесата, само да слушнам 3 секунди, знам со какви деца имам работа, со какви, дали палави, немирни, дали мирни. Така да тоа е нешто, пак ќе речам, што е со години се стекнува. Ајде малку да поразговараме за вашата професија. Па работам овде од 94, значи некои 20 и кусур години више од повозрастните. Има и повозрастни од мене, Владимир Лазовски на пример, Тања Кочовска. Тие се години од две, ама сепак се повозрастни. Јас и Драган Довлев сме некоја так помлада. Тука е Изабела Новотни, да не заборавам да ја спомнам, од повозрастните, и Јана Левајковиќ. Да речеме, тие сме некои што валјда не испуштив некого, нека ми се. Што почнавме, што бевме, кајде, како да кажам сега, да не речам столбови, али првите артисти што беа во овој театар од кога се формираше на оваа сцена. Како е да се биде артист? Сега само да ги поздравам, имаме доста добра и јас мислам доста солидна млада екипа, 8 нови артисти, 4 машки и 4 девојчиња, кои мислам дека се онака наш не замена, али мислам дека се навистина достојни и добри артисти за овој театар. Значи има помногу театар. Има, да, така да сме 16 артисти. Прекрасно. Како е да се биде артист? Не знам, стално се замислам за ова прашање. Па, убаво, напорно, некогаш си пресреќен, некогаш си велиш, ова детска емисија, што ми требаше ова, али добро. За себе во животот веројатно треба да се сака и да си има љубов. Кога се сакаш да го работиш тоа, мислам дека тоа е најбитното за секоја професија, така и наша. Така, на крај кога ќе дое наградата, аплаузот од дечињата? Па да, тоа е потврда дека нешто стварно е добро и дека не само аплаузот, вниманието. Ако те следат и пратат, тоа е старо правило и 100 пати сме го кажали до сега, децата немаат многу трпение, значи ако не си интересен, ако не си добар, ако не веруваш во тоа што го работиш, почнува да збораат, или да не внимаваат. Ние повозрастните сме малку потрпеливи, знаеш, ќе отидеме на некоја представа за возрастни, па и да не се допаѓа, ќе бидеш фин културен. Кај децата го нема тоа многу. Значи ако не си интересен, ако не си добар, веднаш почнува жагор, почнува да зборуваат и тоа. Ако би се родиле повторно, би имале можност пак да видите што ви одбрале. А да го прескокнеме ова прашање, да. Не, би бил артист, не само заради детскиот театар, што знам јас, така. Ајде, стандардно прашање од мали, но за мене вистина и некоја детска радиодрама посетов и така, да. Тоа е тоа што ме влече во животот и така, си ја сакам оваа професија, искрено. Колку луѓе вкупно работат во театарот? Во последно време доста се проширивме, така да можам да ви излежам за бројката, али некаде меѓу 35, 6, 7, така да се екипираме, бидејќи не се, нели, реков, не се само артистите најбитни, ни потребно ни е и техничка екипа, потребно ни е и доста луѓе од администрација, хигиеничарки, така да стануваме голем театар. Така, гледачите можат да добијат впечаток само за она што го гледаат на сцената, како функционирате во позадина, функционирате ли добро? Функционира, да.
мислам дека овој театар уште и што е добри, има една добра енергија. Овде секој со секој може да се напие кафе, што го сметам за успех. По кои денови имате представи? Значи, ние имаме стандардни денови за представи. Среда играме младенски представи, значи тоа се представи што не се баш за деца, за некоја поголема возраст, повозрастна. Четврток од 7, петок од 7, сабота од 7, тоа се редовни термини, и недела од 12:30. Тоа се детските термини за представите, веќе со години. Многу од гледачите кои што не гледаат сега доаѓаат на готова веќе спремена представа и не знаат што треба да се направи и колку труд и работа е потребна за да се подготви една представа. Може ли вака на кратко само да провееме ни сите оние работи кои треба да бидат предуслов за правење на една представа? Премиера, да. Па добро, зависи, ако е куклена представа или добро било која представа, треба да имаме текст, значи некоја основна подложка. Некој треба го напише тоа, обично тоа го пише писател или драматург. Се наоѓа режисер, артистите се прават читачки проби, баш сега се наоѓаме тука кај што се прават читачки проби, значи се пробува текстот со режисерот, тоа го нарекуваме читачки проби, кога ќе се научи, кога ќе се договориме со режисерот кој што игра, едноставно кажем, одиме на сцена, па таму се прават проби, во меѓувреме се шијат костими, се прават кукли и на крај сето тоа доаѓа до премиера. Сега, на пример, куклена представа има некој друг обратен процес, на пример, бидејќи е куклена, прво се прават куклите. Тоа е специфично за куклина. Прво мораш да ги имаш готови куклите за да може да дојдат артистите и да пробаат со куклите. Тоа е малку пообратен процес од обична драмска представа или детска драмска представа. Се случува ли некогаш во тек на представата да се заборави текстот на пример? Да, се случува. Малку за се случува, да. И сега више не знаеш, тоа не е интересно, поготово возрастни, па и помлади. Интересно не е тоа што е добро да му одреагираш дека си го приметил тоа, ама да му одреагираш така да не примети публиката. Така да ние имаме во театро више се од домакини тоа, на пример, како вибрација на телефон. Значи, тоа е нешто што не ќе направи лапсус кој или некој ќе сгреши баш вчера на кој беше, не знам кој артистка нека лапсус направи. Јас бев свртен со грб кон публика и правиш така, свесен е колега дека така правиш, може да се засме. Но тоа се работи, мислам, вештината е да не се растори представата и да не примети публиката. Тоа е нешто интерно помеѓу нас. Само меѓу вас еден убав знак. Да, или поглед е доволен, се разбираме, да. Публиката тоа го приметуваат и техниката, сите го приметуваат, пошто они веќе на памет ја знаат представата. Тие знаат веројатно која некоја мелодија. Сега ако малку им сгрешиш мелодијата, реагираат веројатно и тие, да. Ме интересира колку е големо гледалиштето, колку дечиња може да седне. Салата ја реновиравме, минатиот директор Драган Долев ја реновираше пред година-две и сега малку намаливме и таа и онака мала 110 или 112 седишта. Пак ја речам, заслужуваме, мислам, поголем простор и повеќе седишта. Не многу, вака по некое наше искуство и што сме гледале ни светот и детски театри, дока и 200, 220, 230 седиште е идеално за детски театри. Она што ја го видов, не заслужувате само реновирани нов, не заслужувате сосема нов еден комплетно нов театар, така да посакувам во најскоро време, затоа што е некој од ваши колеги веќе добија, вие да бидете еден од следните кои ќе добиете. Тоа е нешто што сепак треба било кој или држава да, мислам, но тука почнува се, тука е почнува воспитување и запознање со театар и сите тие вредности. Така да една убава локација, едно убаво место заслужува Скопје да има, како сите големи градови. Ај се надеваме едно следните емисии дека ќе ја направиме таму. Да, во новиот театар. Јас ви благодарам за овој интервју, за времето кој ни го посветивте и што мислам што се посветивте малце, а и да видите и публиката како тоа изгледа од онаа страна. Ака од другата страна. Благодарам уште еднашка, почитувани гледачи, се враќаме за неколку минути во разговор овдека со останатите вработени во театарот за деца и младенци. Пауза. А сега, дами и господа, дозволете ми да ви го представам мојот следен гостин, тој е Бојан Кирковски. Бојан, добре дојде во Супер звезда. Добре најдов. Како си? Одлично, фала. Вие? Одлично и супер, фала, прекрасно овде во театаров. Јас прв пат сум посети сцената, иначе кој сум го посетил неколку пати, морам да кажам дека сум изненаден од ова што го гледам овде. Владе е прекрасен амбиент, убаво расположение. Инаку сакам да те представам за гледачите да знаат со кого ќе разговарам. Ти си актер од поновата генерација, така? Да, значи јас сум актер, веќе 4-та година сум вработен во театарот за деца и младенци. Имам некои така позначени улоги што можам да ги издвојам со Оливер Твист, го играм Оливер Твист.
Паспарту го играм во Пат околу светот за 80 дена. Играм Том во Цветната улица. Има уште доста други. Пајчињата во грдото Пајче и така натаму, криминалците во Пипи долгиот чорап. Така, имаш ли омилена представа некоја твоја што ти е вака, што ти лежи на срце? Па не знам, сите представи си ги сакам подеднакво, да може би некоја си ја фаворизирам повеќе. Оливер Твист ја сакам така посебно. Ја сакам Пат околу светот за 80 дена. Сите представи ми се драги. Како е да се работи во театар за деца и младенци? Па како е да се работи? Одлично е, мислам, забавно е. Фино е да се работи за децата. Искрена публика, сите насмевки и аплаузи се искрени, така да многу по... Не знам, мене ми е подраго него ли у било кој друг театар. Како публика се децата мирни, немирни или ги има различни? Каква публика се мирни? Некогаш се мирни, некогаш не се мирни. Тоа се зависи од нас, не зависи од нив. Ако им го задржиме вниманието, ќе бидат мирни, ако не, нема да бидат мирни. Така ги дават инаку се од себе? Даваме се од себе, апсолутно. Како поминува еден твој работен ден овдека? Па овде еден работен ден, па пробите најчесто започнуваат во 10 часот наутро. Ке дојдеме во 10 часот, траат околу 3-4 часа, некогаш кога доаѓа некој режисер се работи по 10-12, зависи од големината на проектот. Представите се навечер од 7 часот детските, за младинската сцена се од 8 во среда и така. Убаво ли е да се работи во театарот за деца и младенци? Па, како што реков, мене ми е одлично, на вистина се забавувам овде, прифатени сме од повозрастните колеги, од поискусните колеги. И сега за сега уживам. Многу деца сакаат да станат глумци, сонуваат за тоа еден ден кога ќе пораснат да станат актери. Тешок ли е патот да се дојде до ова што го имаш постигнато ти? Тежок, дали е тежок патот? Не знам, јас имав некоја идеја порано дека сакам да станам актер. И нели треба да се запишат на факултетот за драмски уметности. И од таму потоа ќе си видат дали се за таму или не се за таму, дали ќе уживаат во тоа, дали нема да уживаат во тоа, бидејќи се случува доста често некој да се запише па да реши дека не е тоа за него, бидејќи не е лесна оваа професија како што изгледа. Има доста жртви. Апсолутно, работите со љубов во секој случај. Апсолутно, инаку не би изгледало тоа на ништо. Кога би имал можност повторно да бираш, што би одбрал? Актер. Пак актер. Пак актер, да. Бојан, да си жив здрав, ти благодарам за ова наше денешно дружење и те посакувам се најубаво. Фала ви многу. Фала ти за времето, фала ти за ова прекрасно интервју, а сега, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму. Меѓу останатите луѓе кои работат овде во театарот за деца и младенци, јас сретнавме госпоѓа Убавка Весова. Убавка, добро ми дојдовте во Супер Звезда, како сте? Добро ве најдов. Добро, одлично. Јас ве сретнав овдека на благајната, ве видов како разговарате по телефон, па продавате влезници, значи тоа е вашата работа. Да, тоа е мојата работа, значи јас сум првиот контакт на луѓето со театарот. Доаѓаат, зимаат влезници или пак се јавуваат по телефон да резервираат. Значи имам и таква опција со резервирање. На кој телефонски број може да се резервира влезница? 3222-679. Значи ние работиме двократно од 10 до 12 и од 17 до 19 до предпредстава. Тоа е тоа. Ме интересира која е цената на една влезница? Има неколку типови или само еден тип на влезница? Така, значи 150 денари е редовна цена во билетот во редовна продажба. Имаме за организирани представи, тоа обично оди предпладне, тоа се организираат преку училишта, тие се 100 денари билетите. Исто така имаме попусти, значи имаме слободни влезници во среда за средношколци, во четврток за студенти и 50% за пензионери. Прекрасно, супер. Сакам уште една работа да ве прашам за крај. Јас разбрав од некаде дека овдека, освен што имате прекрасни, најубави театарски представи за деца, дека тука некои од дечињата можат да го прослават и својот роден ден. Точно ли е тоа? Точно да, значи ние имаме роден ден и организираме роденденски прослави и со секоја представа, значи еве до крај на сезона, со секоја представа веќе имаме закажани по една роденденска прослава. Значи има голема заинтересираност за тоа, претежно
сите се задоволни. Кога заминуваат и напуштаат, мислам, кога веќе завршува прославата, сите се задоволни и презадоволни од од представата, од после имаат забава еден час што се одвива во просторот тука кај бифето. Значи журка една се прават, анимирани се и обично се задоволни сите. Уживате ли во вашето работење со дечињата? Да. Јас навистина уживам во мојата работа, ги сакам децава, значи работам со нив, со деца како најубаво да се работи, така да убаво е. Благодарам уште еднашка за ова денешно дружење. Фала ви многу, па се гледаме во некоја народна. Пријатно. Благодарам. Повелете, мислам, нека повелат дечињата и тие што не биле да повелат, да дојдат, да видат. Еднаш што дошле децата, секогаш дошле и повтор пат и по трет пат да гледат представа. Така, прекрасно кажано, кој еднашка бил, се вратил повторно. Ви благодарам. Продолжуваме понатаму. Почитувани гледачи, денеска со суперзвездите сме специјални ексклузивни гости во овој прекрасен, убав, може да се каже и најубав во нашата држава, театар за деца и младенци. Ќе разговараме со господинот Кирил Василев. Кирил, здраво, живо, добри ни дојдовте во Суперзвезда, како сте? Добро најдовме, добри сме. Имате многу интересна професија, така ли? Да. Ќе биде интересно за дечињата еве да откриете веднаш која е вашата професија. Во театарот за деца и младенци јас сум работен како куклар и реквизитер. Значи, кукларите јасно од самиот збор ги правам куклите, реквизитер значи дека изработувам реквизити, тоа се оние предмети кои што ги користат актерите за време на представа. Така да доловат нешто мач, сабија. Значи, да, свеќа, не знам, што треба им помагам во тој дел. И исто така работам и сценографија и костимографија. Прекрасно. Инаку по професија сте вајар. Вајар, да. Значи уметничка душа. Па уметничка, да. Вајате ли во слободно време? Слободно време немам. Да, многу имаме работа по театрите и за баш како вајарство, како да кажеме самостојна изложба, не стигнав да направам и вајарството го применувам тука, така да нешто не ми недостасува. Така, може ли сега еве вака за сите оние дечиња кои се не гледат да покажеме какви кукли изработувате тука? Тука се прават, значи, најразлични секакви кукли, какви што се потребни во представата. Значи, во разни представи, различни кукли. Еве да кажеме, има неколку вида класично да ги представиме кукли како марионета, јавајка, гинјола и други. Некогаш се прават и импровизирани кукли, значи имаме ние представи каде што куклите се формираат на сцената од, да кажеме, предмети кои што воопшто не се кукла пред тоа. Таква представа е македонска приказна. Такви кукли може да се видат и во представата Бескрајни соништа. Може би и во некои други представи, сега не можам да се сетам. Така да куклите се најразлични, може да биде некаква комбинација помеѓу одредените видови или стилови на кукли. Главно куклата се прави според потребата на представата и таква е и незината функција. Значи, визуелно може да биде како што ќе се договорат, нели, тие што се одговорни за ликовниот аспект на представата, а функционалноста од дејствието се одредува. Значи, какво е дејствието, што ни треба, кое дејствие ни треба да ни го направи куклата, таква кукла се прави. Обично куклите се прават, значи би требало, убаво е така да се прават, кога има потреба да се појави некој или нешто што не може да го изведе актерот. Значи, затоа се прават цртани филмови и затоа се прават кукли. Еве овдека пред нас имаме неколку. Може ли да покажеме кој е овој? Може. Ова е лик Гавранот од представата Снежната кралица. Значи, Гавранот од Снежната кралица, он што се може да прави? Еве, мрда со крилата. Представа, да, еве, например, му мрдаат крилата, повеќе беше
така помала представа, постатични беа куклите. Се водат на овој начин, значи треба да застане и главата си ја движи и исто така и неговите крила, што ги користи на некој начин за гестикулација додека зборува како раце. Има тука уште една друга кукла. Многу живо е направена, леле. Оваа кукла е од представата Јане Задрогас. Јане Задрогас и овие кукли се, да речем на некој начин, марионета без конци. Значи, незината глава мрда, исто така и нозете се движат. Може да забележите. Да. А тука имаме механизам со крем, кај што се движи куклата, ако можете. Сето ова од позади, значи се управа. Да. Колку прекрасно, супер. И е уште една кукла имаме во моментот. Уште еден тип на кукла, значи тоа е принципот на оваа кукла. Оваа кукла учествува во представата Бескрајни соништа. Ова е ликот на Скомрахот. Колку прекрасно. Сакам да ве прашам, од што ги правите? Од какви материјали ги изработувате кукли? Значи, материјалите се најразлични во зависност од функцијата на куклата. Значи, се изработуваат кукли од сунгер, дрво, некои смоли како полиестер, се користат и лепила, може да се искашира тоа од хартија. Значи, било што ќе заврши работа во моментот. Комбинирани техники? Значи, комбинирани техники, најважно е тоа да биде добро, здраво направено, да ни трае, да можеме да работиме со него. Да се користи во многу и многу представи. А се случува ли понекогаш некоја кукла да се подрасипе, да се подуништи? Да, значи тие се деликатни работи, обично е борбата помеѓу цврстината и тежината. Значи повеќе тежина, повеќе цврстина. Ама повеќе тежина, значи дека ги мачиме актерите, така да некаков компромис гледам да најдам, за да биде тоа лесно и цврсто. И сега најчесто одам колку што е можно тоа полесно да биде, така да некои делчиња може да се скршат, да се извадат и затоа сум јас тука да ги поправам. Значи, тоа е исто еден доста голем дел од работата. За една ваква кукла да се направи како што е гавронот, што може да го видиме во моментот, колку време е потребно, колку време се прави една ваква кукла? Значи, треба доста време да се произведе една кукла, како што гледате, значи не е само обликот на куклата, тука имаме и костим, значи тука мојата колешка Бубе ми помага, ги изработува овие костимчиња, да кажеме за куклата. Да, јас ќе го направам другото и на крај треба да се облече. Значи има доста функционални делови, ова гледате се врти, значи не е да кажеме скулптура, тука е нешто, има и механика. Така да, сега не можам точно да ви кажам, ама многу време, не знам, 2-3 недели. Да, сега тоа се користи, знаете, може паралелно неколку да се почнат, па да се скрати времето, меѓутоа доста време треба, пипава работа е, треба да се нагоди се да биде точно, за да може да се работи со неја. Ви благодарам. Уште еднашка за крај сакам да прашам, уживате ли во вашата работа? Работата треба да се работи, а може да се сакаат мајка, татко, брат, сестра, жена, дете. Да, значи работата ја работам колку што можам поревносно и се трудам да бидам што е можно подобар во тоа. Уживанцијата може да се каже има уживање еве кога ќе се заврши работата и кога ќе видам дека некој ужива во тоа што ние сме го работеле. Значи уживањето на публиката е уживање и за нас. Голема награда за вашата работа. Важи. Ви благодарам уште еднашка што бевте дел од ова наше дружење денешто. Се најубаво, Кирил, се гледаме во наредна прилика. Се гледаме, фала ви што не посетивте. Ви благодарам. Погледнете ги нашите представи. Фала ви уште еднашка, а сега ние, почитувани гледачи, одиме понатаму. А сега, дами и господа, дозволете ми да ви го представам директорот. Станува збор за еден мој многу драг пријател, господинот Братислав Димитров. Добре дојдовте во Суперзвезда. Здраво.
Како сте? Баш ми е мило што дојдовте, наискрено. Исто и на мене ми е многу драго што имаме можност да бидеме специјални ваши гости и да видиме како функционира театарот и од напред и од позади и сите оние тајни кои нашите гледачи немале можност да ги откријат до сега, ги откривме во оваа емисија. Како сте вие, Неко? Сега за сега супер. Се надевам дека ќе одржувам таа состојба, барем за овој мој мандат. Благодарам. Да видам, дечиња, имате вие прашања кои што би сакале на директорот да ги поставите? Да? Кој сака прво да прашува? Мате, повели, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Мате и сакам да ве прашам што е вашата работа како директор. Прекрасно прашање. Која е вашата работа како директор? Па, работата на директорот е многу голема и обимна, затоа што има многу луѓе тука и сите имаат нели своји потреби, желби и приватни и професионални. И мојата работа е да направам тимови од луѓе и добро да ги координирам, да ги организирам, за да може да се подготви на најубав и најдобар можен начин една представа. Вие видовте тука има освен артисти и глумци, има нели костимографи, сценографи, куклари, тонци, инспициенти, мајстори на светло, на тон и така натаму. Значи имате многу задолженија. Па да, но пред известно време овде примивме млади луѓе кои се компетентни, кои се вредни, образовани, кои ја знаат својата работа и мојот важен дел од работата е секој својот дел да го одработи, својот дел и кога ќе исклопиме тие делови да може и представата и целиот театар да функционира без проблем. Прекрасно. Одиме со следното прашање. Кој ќе постави? Повели, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Дофине и сакам да ве прашам дали и вие глумите во некои театарски представи. Убаво прашање. Убаво, да. За жал сега не учествувам. Во некои минати години сум учествувал, затоа што јас сега сум директор и треба целата моја енергија, знаење и време да ја посветам на тоа што го работам во моментот. Кажете ми, инаку вие по професија сте драматург. Па јас најпрво студирав во тоа време југословенска книжевност и светска драма, па потоа завршив факултет за драмски уметности и така на некој начин сум се бавел со различните аспекти на театарот. И сум глумел, и сум пишувал драми, сценарија. И ова е сега нов момент. Сега работите ги гледам од една друга страна. Па на некој начин се надам ќе се комплетирам. И јас Освен директорската функција, во што друго најубаво се чувствувате и се наоѓате себе си? Па најубаво се чувствувам кога пишувам, тогаш се зависи од мене. И ако е добро, јас сум заслужен. И ако е лошо, јас сум виновен. Не можам да се вадам на никого и на ништо. Тоа е мојата најоптимална позиција, најубава, но јас сум човек што сака секогаш да учи и нови работи постојано и нели нови предизвици, да пробам и различни видови на работа, а сето тоа што сум го работела се во крајна линија дел од театарот. Прекрасно. Продолжуваме понатаму со прашање. Имаме уште? Ајде, Злато, кој е твоето прашање, повели? Здраво, јас сум Бранкица и јас сакам да ве прашам која е ваша омилена представа. Ова е убаво прашање. Мојата омилена представа е последната представа Петар Пан, која е многу барана од децата и таа е комбинација на кукли и на живи, нели, присутни на сцената актери. И представата е во овој момент хит на овој театар. Тоа е нашата најнова премиера од пред месец и пол, два, така. Петар Пан е представа со се во едно. Тука има многу други, тука има и многу стари представи кои се играат по 15-20 години, кои исто така се барани и гледани од децата, но јас се кажав ова како најсвежа, најактуелно. Ви
Благодарам. Да продолжиме со уште неколку прашања. Кој следен ќе постави прашање? Повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Јохана и сакав да ве прашам колку деца годишно доаѓаат во театар. Прекрасно прашање. Доаѓаат ли многу дечиња во театарот на годишно ниво? Па, за жал, нашиот театар е премал да ги прими сите тие деца и салонот е преполн и скоро на секоја представа ни снемуваат билети. Значи, побарувачката е поголема од можностите на оваа сала, но за среќа Министерството за култура има идеја и во план е да се изгради еден нов и многу поголем театар отколку што е овој. Значи, годишно сите представи се скоро преполни. И не знам, многу јадници деца доаѓаат секој месец, а на годишно ниво треба прецизно да пресметам. Се знае ли отприлика колку или? Па да кажеме околу 30.000 и повеќе. Што е една убава, импозантна бројка. Одлична бројка, да. Одиме сега со следното прашање. Ајде, уште едно прашање, па да направиме пауза. Кој ќе постави прашање од вас трите? Злато, ти повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Наталија и моето прашање е дали имате освоено некои награди. Убаво прашање. Дали имате освоено некои награди до сега со театарот? Ова е одлично прашање и со задоволство ќе одговорам. Овој театар од своето основање до овој момент има освоено многу големи и најразлични награди во целиот овој регион. На многу балкански, европски и светски фестивали. Значи, во блиска иднина подготвувате ли нешто што ќе може да го најавиме во овој момент? Па сега, откако дојдов ја, уште сум нов директор, па затоа сум има повеќе амбициозен. Сега во март одиме на еден светски фестивал во Измир, во Турција. Во декември ни одобрија турнеја да гостуваме во Австралија, во повеќе градови, а овие денови јас преговарам со еден од најголемите фестивали кој се одржува во Мексико. Па се надеваме дека ќе има можност да извезете дел од оваа наша театарска детска култура и надвор од границите на нашата држава. Сигурно светот е оноку голем колку ќе го освоите. Така. Тоа е старо правило и ние сакаме нашиот глас, нашата култура насекаде во светот да се слушне, затоа што тоа е многу важно. Културата е најефикасен амбасадор и најдобар за една нација и за еден народ. Јас ви благодарам за вашето време и внимание што го одвоивте да бидете дел од ова наше денешно дружење. Ви посакувам многу успех во вашата работа. Благодарам. И се гледаме во некоја наредна прилика. Сигурно, редовно да се гледам. Апсолутно. Поздрав и до гледање. До гледање. Тоа беше се за денес, почитувани гледачи. Дечки, како поминавте? Супер! Беше ли интересно? Да! Убаво ли е да се работи во театарот за деца и младенци? Да, кој од вас би сакал да работи овде како ќе порасне? Што ќе бидете? Ајде да видам кој ќе биде глумица, кој ќе биде глумец. Да, имаме такви. И имаме, се надевам, и многумина од вас, почитувани гледачи, кои што денеска не гледа, претпоставам дека добија желба некогаш во иднина да го работат токму тоа што го работат нашите пријатели од театарот за деца и младенци. А сега да се одјавиме, да кажеме, ви благодариме многу што бевте заедно со нас, да им мафнеме на сите гледачи, да им пратиме безброј бакнежи и да ги поканиме да не дружат за една недела од сега во новото издание на емисијата Супер звезда, а до тогаш бидете убави, ведри, весели, здрави и живи, сакете ги мама и тато и гледате Супер звезда. Чао, пријатно и до гледање. Ајде, чао, чао.